Денес имавме убава поука, како старт на ова тромесечие, каде што видовме која била таа прва училница, тоа прво училиште. Прекрасно како таму Елен Вајт го опишуваше сето тоа во оној цитат од Саботата, ако се сеќавате. Значи, училницата била Едемската градина, учебник од природата, така мислам дека стоеше, и учителот сам Бог. Значи, не било онлайн, туку лайв, во живо, и тоа со Господ. Тоа е тоа што највеќе, мислам, е неопходен дел за образование. Значи, тоа денеска некој го истакна од вас. Значи, учителот да биде со учениците. Да. Но, ние сме ученици, и ние денеска сме ученици, ние учиме, нели? И знаеме онаа поговорка, човекот се учи додека е жив, и тоа стои, и тоа некој го кажал од животно искуство, нели? Но ние во исто време додека сме ученици, сме и учители, повикани сме да бидеме учители. Да читаме во Матеј 28 глава. Матеј 28. Ајде од 16 стих, таму тоа се последните стикови од Матеј. 11 ученици отидоа во Галилеја, на гората, каде што им беше определил Исус. Знаете, им беше кажано што предходно каде да се сретат, и штом го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Многу силни зборови. Пред да го каже оној налог, да го упати налогот до кого? До учениците. Значи, Исус упатува налог пред да се вознесе, да напушти земјата, планета. Упатува налог до учениците, но предходно им вели: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Значи, сета власт јас ја имам. И така, одете, или одејќи, направете ги сите народи мои, што? Ученици. Значи, ние, учениците, односно тие учениците, треба да ги научат сите народи и да направат од нив ученици. Тоа е во сршта на налогот што го дал Господ Исус до учениците. Како крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, стих кој што се негира од оние кои што им штрчи, им смета, учејќи ги, значи учители треба да бидеме, да направиме ученици од другите, учејќи ги, имајте, ова е клучното и ова ми е насловот на темата, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Исус вели: одете, направете од нив ученици, како? Учејќи ги да пазат се што јас ви заповедав. Не некој друг трет. Јас што ви заповедав, и се, не испуштајте ништо. И еве, јас сум со вас, и уште едно охрабрување. Видите како во сендвич е ставен оној налог, каде што Исус вели: треба да одите и да проповедате, да ги направите сите народи ученици, учејќи ги така натаму. Први ми вика: сета власт е во моји раце, после вика: јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Нема што да се плашите. Јас ви давам налог и јас ви давам сила, и јас ви кажувам дека се е во моји раце. Ви сте мои ученици, јас ве праќам вас. Одете. Тоа е налогот. Во суштината на налогот е да ги направиме, од народите да направиме ученици, од секого да направиме ученик. Тоа било целта и на Исуса. Значи, џабе не ги викаме 12 ученици, значи негови. Исус направил од нив ученици. 3,5 години учеле покрај неговите нозе во разноразни ситуации. Знаеме, денеска спомнавме дека пред се највеќе тие поуки биле онака многу едноставни, народски, како да кажам,
со едноставни примери од најчесто од природата, од обкружувањето. Сега, зборувавме пред 2 саботи предходно за вистината. Она пилото прашање кој што, за жал, е прашање на мнозина денес во овој атеистички свет во кој што живееме, што е вистина, и кажавме која и што е вистината, и да сублимираме, едноставно да кажеме дека Исус е вистината. Тој самиот вели, јас сум патот, вистината и животот. На почетокот, еве, денес спомнавме Ева како сгрешила, земајки од плодот од дрвото на спознанието на доброто и злото, од кое што не требало да набере и да јаде, а требало да јадат од едно друго дрво. Мислам, се им било дозволено, ама пред се дрвото на животот. Дрвото на животот. Исус е патот, вистината и животот. Исус не можете да го делите. Значи, ако сакате да направите ученици, како што Христос го кажал налогот, тогаш треба да ги научите луѓето на се што тој заповедал. Не можете да кажете, ај ова да, ова не. Ако така правите, тогаш вие не им ја представувате вистината и ќе направите можеби своји ученици, нема да направите Христови ученици. Ајде да зборуваме сега малку во контекст на ние како црква. Што е црквата? Што било едемската градина? Еве, денеска читавме дека, меѓу другото, Елен Вајт ја нарекува училница. Ама, можеме да кажеме дека било и црквата. Па нели, доаѓале пред Господа тука, му служиле пред се секоја сабота, нели? Дори подоцна кога биле истерани, па оделе кон портата на Едем и тука служиле. Кога биле истерани. Да. Да прочитаме во прво послание до Тимотеј, прво послание до Тимотеј 3:15. Што треба да представува црквата? Прво послание до Тимотеј 3:15. Му вели Павле на Тимотеј, му се обрека со зборовите, му вели, но во случај да се подзабавам, значи ја ќе дојдам, ама во случај да се подзабавам, да знаеш како да се однесуваш во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, и што додава, вели, столб и потпора на вистината. Божјата црква треба да биде столб и потпора на вистината. Силни зборови. Прво послание до Тимотеј 3:15. Да. Во суштина, за да се основа црква се основа на тој начин што се прават ученици. Кои што ученици се поучуваат да држат се што Господ заповедал. Само така. Ова е клучно. За жал, некако денес, ако погледнете по црквите, па не е тоа ништо случајно да се случи во некој од нашите цркви, се прави, ама тоа баш не се прави, затоа што подобро е повеќе да влезат и повеќе да задржиме внатре во црквата, отколку да им кажеме се, па кога им кажеме се, па може и нема да се задржат повеќето. И да, во ред, ја не велам дека сега треба се да им кажете одеднаш, ама не треба да ги оставите да не им кажете се. Со текот на времето, полека, знаете како човек расте, не може да носи се. Ама мора да им кажете се. Тоа ви е исто, значи, Божјата црква е невестата Христова, и сега невестата Христова треба да се мажи со Христа. Или еве имате пример, дечко и девојка долго време се знаат, сето тоа, и треба да склучат брак. Што мислите, дали е во ред
да еден од нив нешто сокрие од другиот, задржи некоја тајна, или да бидат тотално искрени еден кон друг, значи едниот и другиот да знаат се за себе. Па макар и некои претходни, како да кажем, некое лошо минато или било што. Затоа што ако едниот не знае се за другиот, тоа што утре кога ќе дознае нешто, може да настане проблем. Значи, многу е битно да ги научите на се. Значи, на целата вистина, затоа што ја кажав, Христос не е делив. Христос е вистината, Христос е комплетен. Вистината е цела, меѓу другото, кој зборувавме што е вистината, го спомнавме и тоа. Сега преку примерот на Павле во дело апостолски 19 и 20 ќе читаме како Павле основал цркви, како Павле работел. Еден од најголемите мисионери, посебно меѓу незнабожците, но и проповедал меѓу евреите по ширум таму долу, на исток, блискиот исток, како викаме. Во Ефес пред се, дел апостолски, ќе отвориме 19 глава. Читаме од први стих. А кога Аполос беше во Коринт, Павле, откако ги помина горните области, дојде во Ефес и тука најде некои ученици. Им рече, дали го примете Светиот Дух кога поверувавте? Видите, на овие нешто им фалело, значи не знаеле се, не биле поучени на се. Му одговорија, не сме ни чуле дека дошол Светиот Дух, и уште им рече, а во што се крстивте? Ти рекоа, во Јовановото крштевање. Тоа знаеле, тоа го направиле. А Павле рече, Јован крштеваше покајно крштевање, велејќи му на народот да верува во оној кој ќе дојде по него, односно во Исуса. Значи, Исус е главниот, битниот. Јован беше само претходник, кој што требаше да насочува на вистината Исус. Кога го чуја тоа, се крстија во името на Господа Исуса. И кога Павле ги положи раците на нив, Светиот Дух слезе на нив, изборува јазици и пророкува, а беа вкупно околу 12 мажи. Тогаш влезе во синагогата и таму зборуваше смело. Значи, што правеше? Проповедаше, поучуваше. 3 месеци за Божето царство и се трудеше да ги убеди. Но бидејќи некои беа корави, непокорни и зборуваа зло за патот, за вистината, може да кажеме, за Христа, за црквата Христова, пред множеството тој одстапи од нив и ги оддели учениците и секојдневно проповедаше во училиштето на некој си тиран. И видите, таму таа школа траела 2 години. Под тоа, вика, продолжи 2 години, така што сите кои живееа во Азија, значи не само учениците, туку Павле користел секоја и јавна прилика и по синагогите и во ова училиште да проповеда, да поучува, така што вели сите кои живееа во Азија, јудејците и грците го чуе Господовото слово. И сега во 20 глава, кога Павле се навраќа на тоа што правил во Ефес, еве што кажува. Сега овде, ови се уште по силни стихови. 17 стих во 20 глава. Од Милет Павле прати во Ефес да ги повикаат старешините на црквата. Значи ги повикува старешините. Че видите како. Правил ученици, одел, проповедал 2 години, 3 месеци вика таму во синагогата. Правил ученици, создавал црква, поставувал старешини и така натаму. И сега ги повикува старешините и вели, кога дојдоа при него им рече, вие знаете како го поминав со вас целото време, од првиот ден кога стапи во Азија, служејќи му на Господа со сета понизност, со солзи и со искушенија што ме најдоа во јудејските заговори. Како не пропуштив да ви кажам се што е полезно и да ве поучам и јавно и по домовите. Клучен, еден од клучните стикови. Павле вели, не пропуштив да ви кажам се. Нормално, целата вистина и сето оно што Господ го заповедал, се спаѓа во полезно, во корисно за нас,
Не пропуштите да ви кажам се што е полезно и да ве поучам и јавно и по домовите, да ве поучувам. Сведочејки им на јудејците и на грците покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус. А сега еве врзан во духот, одам во Иерусалим не знаејќи што ќе ми се случи во него, освен што Светиот Дух ми сведочи во секој град, велејќи дека ме чекаат окови и маки. Но мене ни најмалку не ми е за душата, само да го завршам радосно својот пат и службата која ја примив од Господа Исуса, да го посведочам потполно Евангелието на Божјата благодат. Без оглед на се, Павле оди напред, знае што му е доделено, тоа е налогот, даден не само до Павле, не само до 12, до сите нас. Оди и научи ги сите народи, нас се што сум ви заповедал. И потоа крштевајте ги. И еве сега знам дека сите вие, меѓу кои поменав, проповедајќи го Царството Божјо, не ќе го видите веќе моето лице. Затоа ви сведочам во овој ден дека сум чист од крвта на сите вас. Тоа значи ова? Ова исто клучен стих. 26-тиот, значи. Затоа ви сведочам во овој ден дека сум чист од крвта на сите вас. Поради тоа што ви кажав се, не задржав ништо, ви кажав се. Алудира овде на Езекијел 33 глава, така да за момент да отвориме во Езекијел, книга на пророк Езекијел, 33, на стражарот. Тридесет глава Езекијел, еве од први стих. Ми дојде Господово слово, вели Езекијел. Човечки сине, зборувај им на синовите на својот народ. Речи, ако јас доведам меч на некоја земја, а народот на таа земја земе еден од меѓу себе и го постави за стражар, а тој, гледајќи дека мечот доаѓа против земјата, значи заканата, затруби во рог и го опомене сиот народ, ако тогаш оној кој ќе го чуе гласот на трубата, а не остава да биде опоменат, там мечот дојде и го погуби, неговата крв ќе падне на чија глава? На негова. Не на стражарот, стражарот не е виновен, стражарот опоменал, затрубил во трубата, го кажал предупредувањето. Зошто го чу гласот, вели, на рогот, ама не остави да биде опоменат, неговата крв ќе падне на него, ако се опоменеше, ќе го спасише животот. А пак, ако стражарот, гледајќи дека мечот доаѓа против земјата, не затруби во рогот и не го опомени народот, та мечот дојде и погуби некого од нив, тој навистина ќе биде погоден заради својот грев, но јас ќе ја барам неговата крв од кого? Во овој случај од раката на стражарот, затоа што стражарот не предупредил. И тебе, човечки сине, те поставив за стражар на Израелевиот дом. Кога ќе чуеш слово од мојата уста, опомени го во моје име. Ако му речем на безбожникот, безбожникот ќе умреш, а ти не проговориш и не го опоменеш безбожникот, за да се врати од својот лош пат, безбожникот ќе умре заради својот грев. Ама неговата крв ќе ја барам од твојата рака. Но ако го опоменеш безбожникот за да се врати од својот пат, тој ќе умре заради својот грев, ама ти ќе го спасиш својот живот, ти ќе бидеш чист од неговата крв. Тоа Павле го вели овде, значи во 26 стих, ви сведочам во овој ден дека сум чист од крвта на сите вас. Че не ви кажам само делумно од вистината, затоа што знаете, кога ќе кажете делумно од вистината, тоаш не ја кажувате вистината. Па ние сме сведоци, знаеме дека еден куп деноминации денес кажуваат делови од вистината. Ние се сложуваме со многу други во многу што. Ама, ако не ја кажувате целата вистина, без разлика дали вие сте заблудени самите, така сте примиле, така учите, дали може би некој намерно, не дај Боже, таков некој да има, ама како и да е, како ги нарекуваме тие? Денес баш беше во поуката, тој дел не го фативме таму. Лажни учители. Лажни учители кои што создаваат своји ученици, си креираат некоја своја вистина или не кажуваат се, односно тие самите прво не примаат се. Значи,
ова е супер, ќе го читам, ќе го прифатам, ова не. Ова премногу сече, ова ќе плукнам. Значи лубеница, јадеме лубеница, ги плукаме семки или не знам што. Не. Се, значи се. Тоа е вистината. Исус не може да го делите. Еве го случајот, примерот на Павле кој што ни го дава. Че пак ќе повторам 20 стих. Како не пропуштив, значи, ги подсетува. Дали се сеќавате дека не пропуштив да ви кажам се што е полезно и да ве поучам и јавно и по домовите. Значи и на јавните настапи, на евангелизации, да кажем и така натаму, по синагогите, ама и дома, во вашите домови, покрај вас. Значи, ево 26-тиот, затоа ви сведочам во овој ден дека сум чист од крвта на сите вас, зашто не пропуштив да ви ја соопштам целокупната Божја намера или Божја волја, вели во другиот превод. И потоа вели, внимавајте на себе и на целото стадо, на што ги предупредува, во кој Светиот Дух ви постави за надгледувачи, стражари, за да ја пасете Божјата црква. Од неодамна имавме случајот со Петар. Зборувавме за тоа што му вели Исус. Ме љубиш ли, Петре? Да, тоа беше од поуката. Па да, поуката од минатата сабота. Што држав јас сега ми текна. Ако ме љубиш, тоа паси ги овците. Значи, биди достоен, биди вистински пастир, не овците да се разбегаат или односно да не им дадеш да пасат квалитетно нешто. Значи, да им ја вистината, да им се што е потребно, грижи се за нив, биди стражар, чувај ги од волци, од напасти. Ако е потребно, значи, треба да го дадеш и својот живот, како што тоа го прави вистинскиот пастир, нели? А не наебникот. За да ја пасете Божјата црква, која тој ја придоби со својата крв. Јас знам дека по моето заминување ќе навлезат меѓу вас свирепи волци. Што, лажни учители? Кои нема да го штедат стадото. А и од вас самите ќе се подигнат мажи кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе. Значи да си направат свое училиште со своји ученици, да кажем така. Да ги одвлечат учениците од вистинската школа. То било од секојаш и посебно ќе се засилува во ова последно време во кое што живееме. Затоа треба да обрнеме внимание на се, да го молиме Господа, да со посредство на Духот Свети да можеме да примеме се, иако некојаш тешко се џвака некоја вистина, да изџвакаме и да ја проголтеме со Божја помош и да бидеме спремни и смело да проповедаме и да ги поучуваме другите на се што Господ заповедал. Затоа што се што е помалку од тоа се не спаѓа, не е вистина. Не спаѓа во вистината. Затоа бдејте и помнете дека 3 години ноќи и дење не прекратив да го советувам со солзи секој еден од вас, видите. Колку Павле се трудел за секоја душа. 3 години се трудев со солзи, со пот и дење и ноќе. Верен стражар. Значи да се исполни налогот кој што Исус го дал на неговите ученици и на нас денес е да бидеме покрај ученици и учители, баш Елен Вајт така веле, значи да се биде учител не значи да престанеш да учиш, значи ти доека ги поучуваш другите и ти самиот учиш, па на крајот на криштата веројатно сите ние го имаме тоа искуство, а колку повеќе сведочиме, ако имаме прилика на некого нешто да го поучуваме, тоа што не стимулира и не тера да уште повише и ние учиме. Од самото искуство, но и, сакајќи да му покажеме на човекот, да му докажеме, да го убедиме, тоа ќе не натера да читаме повеќе, да копаме повеќе, да учиме самите. Значи, налогот, исполнувањето на налогот значи да се проповеда вистината, само вистината
и ништо освен вистината. Знаете како на суд ставаат рака на Библија и ќе ја говорам вистината, само вистината и ништо освен вистината и на крајот од вистината баш ништо. Тоа е налогот. Се што Господ заповедал, и сега тука имате, знаете, денеска затоа и многу верски заедници. Делумно што Господ заповедал, делумно што човек заповедал. Не може така. Или ќе рече некој, 10 заповеди не е важно. Денеска од искуството, нели, читавме од жената во Индија. Пасторот кој таму и рекол, не знам, од црквата. И укинати се 10 заповеди. И па ако се укинете, да се убиваме, се е дозволено, значи можеме и да се убиваме и се. Ама укинати се ради четвртата заповед се укинати, не за друго нешто. И сега заборев, ама не е проблем. Вчера читавме, ке се сетиме, заборев да ја донесам книгата Патриарси и пророци. Не лажи. Која заповед беше? 9. 8 или 9? Не е 7. 7 се знае која се. 9. Не сведочи лажно против ближниот свој. Таман со речник, нели, судски речник, да кажам, не сведочи лажно пред ближниот свој. Или ја велам не лажи. Се сеќавате ли што се беше опфатено во лага и лажење? Значи, нешто што е спротивно на вистината. Со кимање на око, може да направиш мимика, да ласкаш, да ја напумпаш целата ситуација, да ја прикаже како што не е, за да оставиш погрешен впечаток на слушателот. Сето тоа спаѓа во лага. Значи. И затоа треба многу да клеветење, озборување, и тоа беше опфатено. Значи, колку треба да се внимава, значи, тоа е длабината на таа заповед. Да не се најдеме лашци, затоа што Господ ни дал налог да проповедаме, да ги поучуваме луѓето на се што тој ни заповедал. Ништо да не испуштаме. Јован 8 глава, и со ова ќе завршиме со овие неколку стиха. 28 стих, Јован 8:28. Затоа Исус им рече: кога ќе го издигнете човечкиот син, кога ќе се случи Голгота, кога ќе бидам распнат, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку дека зборувам она што татко ми ме научи. Што веле Исус со други зборови? Јас ништо друго не ве поучувам вас, освен тоа што татко ми ме научи. Значи ја не зборувам сам од себе, тоа е Господовиот учител. Кога вели таму, одете и научете ги се што јас сум ви заповедал, што јас сум ве поучил, не од ваше нешто. На друго место, во 7 глава, 17 ли беше Јован, кај што вели Исус, па јас не зборувам само од себе. Ако имате желба да го држите, сега парафразирам, што ја ви го кажувам, тоа ќе знаете дали наукава што ја зборуваме од мене или пак, односно е од Бога, или пак нешто јас зборувам само од себе. Не, Исус го исклучува тоа и на повеќе други места вели, ја не правам ништо што Господ нема да ми каже, не правам ништо само од себе. Значи, туку зборувам оно што татко ми ме научи, оној кој ме прати е со мене, не ме остава сам, истото. Како што Исус вели, не ве оставам сами, нема да останете сами. Јас сум секогаш со вас до крајот на времето. Во мои раце е сета власт на небото и на земјата. А вие одете. И овде вели, он не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Ја творам неговата волја. Како што тоа го правил и Павле, претходно прочитавме. 31 и 32 стих. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа, ако пребивате во моето слово, навистина сте мои ученици. Со други зборови во превод, ако пребивате во вистината, затоа што видовме и знаеме дека словото е вистината, Исус е словото, Исус е вистината, тогаш на вистина сте мои ученици. И ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. Денеска толку многу гласови од оваму, од таму, сакаме слобода, знаете, луѓето реагираат на овие мерки
околу ковидот. И најгласни се за тоа, ако погледнете некој тие протести што беа по Берлин, по Лондон, сакаме слобода, не сакаме ни маски, ни ова, ни она. Вистинската слобода може да се најде само во вистината, ако ја познаете вистината, а вистината е сето она што доаѓа од Божјата уста, на кој што сме повикани да ги поучуваме луѓето на сето она што Господ не заповедал, тоа е вистината. И тука е слободата. Нека Господ ни помогне, ако не сме ја спознале, да ја спознаеме цела вистина и да им ја проповедаме на луѓето и да ги поучуваме на вистината. На сето оно што Господ го заповела. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за се. Ти благодариме, Господи, навистина, за тоа што во ова бурно време, во ова неизвестно време сме се уште живи и здрави, а оние кои што не се, Господи, знаеме дека не се здрави, знаеме дека се во Твои раце. Како што и ние сме во Твои раце. Ние сме Твој народ и Ти благодариме што можеме да се наречеме за Твој народ. Се уште учиме и ние сме се уште ученици, но налогот кој што си ни го оставил е не да останеме вечни ученици, туку имаме обврска да бидеме и учители, да ги научиме сите народи на сето она што Ти си го заповедал, Господи. Правејќи од нив ученици, правејќи цркви, Твои домови, кои што ќе бидат столбови и потпора на вистината, каде што ќе пребива Твојот дух, каде што ќе се проповеда Твојата вистина, пред се вистината, односно на сегашна вистина за наше време, и каде што мнозина ќе чујат и ќе поверуваат. Помогни и Господи нам да ние исто така се држиме до се што си го заповедал. А тоа го можеме само со Твоја помош, со целосна предаденост и соработка со Тебе, за да бидеме достојни учители, како што тоа бил Павле пред се Исус, но и мнозина други. И Те молиме да во еден добар дух на радост, исполнити со радост, затоа што Ти имаме Тебе, не водиш и во оваа нова седмица пред новите искушенија и предизвици. Не знаеме што ќе биде ни утре, ни следниот миг, но имајќите Тебе имаме целата сигурност, водење и чување, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.